Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во духот на протоколите кои власта на Ковачевски ги потпиша со Бугарија, Скефандер министерката сака да наметне орвеловски свет во македонската култура. Се обидува да наметне брутална цензура врз македонското безценето творештво и култура. Срамота. Таа безсрам им порачува на македонските автори да не користат историски наратив во нивните дела, затоа што токму со протоколите кои ги имаат подпишано, Бугарија има право да посочува на некаков говор на омраза кој само таа може да го види каде што постои, односно не постои. Врз основа на таквите видувања на Бугарија, македонската влада нема да смее да финансира ниту филмови, ниту романи, ниту пак песни. Ете затоа, Скафандер министерката дава изјави во кои што јавно и јасно кажува дека се срами од македонската историја, од македонското творештво, кое според неа не враќало во едни мрачни времиња. Оваа скандалозна и цензурирачка изјава на министерката јавноста не ја заборава и затоа гласно бара оставка од нејзе. Најубавите дела во македонското културно творештво се на темата историја. Сите ги имаат прочитано, сите ги знаат очигледно, само министерката не ги прочитала. Нивото на познавање на политиката во културата на министерката очигледно и очекувано е за недоволен еден. Впрочем, наместо напредување на областа која што ја раководи, заштита на македонските интереси преку културата, од министерката гледаме и слушаме јавно погазување, негирање и цензурирање. Затоа, оставка ќе биде светло на крајот од тунелот за македонската култура во оваа трагикомедија во која не внесе СДСМ. Костадиновска, единствено што е позната по Скефандер како Скефандер министерка, сега веќе е познати како скандал министерка. Најважно во моментов е да престане да ја срами областа која што ја раководи и да се повлече и да си даде оставка. Благодарам.